Може би здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Америка Инфо Плюс емисијата е пред нас и одлична тема и предизвик особено за вас родители, затоа што во денешната Америка Инфо Плюс имаме воспитно, образовно, едукативен аспект на нашиот разговор со гостинката која што ќе имаме во продолжение на нашата емисија. Со таа цел на самиот почеток го слушаме прилогот кој што дава увертира во разговорот, а се однесува на конфликтот помеѓу генерациите, односно адолесцентите и нивните родители. Што представува пубертетот? Слушаме во продолжение. Тинеџерските години се најубави. Живејќи човекот расте, се развива, зрее, старее. Сите тие фази кај човековото живење се карактеристични сами за себе, носат и однесуваат разни мали и големи промени. Но секако дека најголемите промени и преобразби настануваат во периодот на адолесценција кога човекот почнува да зрее. Тие се така наречените тинеџерски години, најубави, најсложени по своите карактеристики, темел и основа на многу одлики на возрастниот човек. Тинеџерските години се години кога детето станува момче, девојчето се образува во девојка. Целокупната личност на младиот човек оди во знак на продлабочување, најфино дефинирање и ширење на личниот простор. Кај тинеџерите веќе се формира свест за самите себе и другите луѓе околу нив, тежнееме за самостојност и независност во однос на семејството. Тинеџерите веќе умеат подлабоко да мислат, да размислуваат, посистематски, поправилно и поцеловито. Се концентрираат на нешто поквалитетно, поусовршено. Па од тука доаѓа и до честиот судир со родителите, за кои секогаш ќе останат само деца. Особено кај тинеџерите се развиени чувствата, стануваат осетливи со лесно променливо расположение, размислуваат често за себе и за својот свет околу себе, но затоа пак многу другаруваат, се дружат со своите врсници со кои често сакаат да бидат заедно, да се шетаат, разменуваат мислења, да слушаат музика, да спортуваат. Како што слушнавте од самата најава во прилогот кој што имавте можност пред малку да го погледнете, конфликтот помеѓу генерациите е типичен кога станува збор за релацијата родители и нивните деца тинеџери. Со таа цел во нашето студио е Дијана Јуловска, педагог, представник на Основното училиште Христо Узунов од Охрид. Дијана, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата да разговараме за една вака интересна тема. Вие како директен представник помеѓу двете, би рекле, целни групи за кои што денеска ќе зборуваме, родителите и нивните деца, пред се ова ќе представува еден едукативен разговор кој што во насока на едукација и што представува всушност овој период за самите деца тинеџери ќе биде можеби повеќе од кори за родителите и поинтересен, затоа што секогаш како родители се трудиме да ги сватиме, разбереме своите деца, меѓутоа сите години носат своји неизвестности и свој начин на однесување. Да започнеме со запознавањето на тинеџерот, односно во која возраст всушност нашите деца се нарекуваат тинеџери? По тоа на возраст, тинеџери или уште пубертетски период што се нарекува, тинеџери е популарен термин и доаѓа од она тин, почнува од 13 до 19 години. И тоа е доста специфичен период во развојот на децата, бидејќи се случуваат крупни физиолошки, органски и надворешни промени кај децата. Значи, имаме зголемено лачење на хормоните, крупни телесни промени, промена на бојата на гласот кај машките деца. Значи, доаѓа до голема промена во чувствата кај децата, доаѓа до промена на нивниот, да речам, статус во општеството, веќе не се деца, туку ги третираме како нешто малку повозрастни деца. Доаѓа период кога тие почнува да си оградат својот идентитет. Тоа се крупни промени со кои што децата се соочуваат и кои што навистина е тешко да ги поднесат и самите деца. Тоа е период кога за нив треба да се има големо разбирање, големо сваќање, да се знае што значи тоа
и да може како такви да им се помогне, бидејќи се навистина збунети од сето тоа што му се случува, а им се случува. Овие години, како што кажавме, се навистина конфузни. Се случуваат сите тие промени кои што пред малку ги кажавте кај таа млада личност која што влегува веќе во пубертетот. Меѓутоа, најзабележливо и најдрастично е промената во расположението. Тоа е она што честопати го манифестираат и тоа е она што најчесто и ги загрижува родителите, би рекли. Другите сите физички промени одат сами по себе. Удат сами по себе, меѓутоа не може да се игнорира, значи значат нешто. Често тинеџерите, генералното сваќање за нив е дека се бунтовници, дека се против се и се што. Меѓутоа не е така, значи тука јас би апелирала на еден однос родител-дете, кој што е многу важен. Значи родителите обично кажуваат дека ете детето му е во пубертет, повеќе не ме слуша, бунтовно е, не сака да разговара, одбива се, немам пристап до него, не сваќа, не разбира, не разговара, не ми кажува тајни или нешто слично. Меѓутоа тој однос родител дете што се манифестира за време на пубертетот е започнат уште во првите години, најраните години од детството, 2, 3, 4, 5 години, како што големиот Фројд знае да каже дека она што се случува во пубертетот е последица на односот на родителот кон тоа дете во првите најрани години од неговиот живот. Значи не мора да значи дека секогаш децата во пубертет и родителите ќе имаат конфликти и недоразбирање. Затоа односот во пубертетот може да биде само последица на еден однос кој што не бил доволно добар во тие години. Сега од кој аспект не бил доволно добар? Значи ние стануваме родители, меѓутоа по дефолт тоа не значи дека сме ние добри родители. Не во смисла добри родители дека сме лоши родители, туку многу работи ги правиме или ги грешиме од незнаење, затоа што нас можеби никој не научил што значи да се биде добар родител. Значи децата како мали може да плачат, не може туку плачат, викаат, врескаат. Тука е многу битно кај бил родителот. Значи колку било детето оставено да плаче, колку родителот имал разбирање за него, дали го тепал. Ние се знае дека сме, да речеме, народ со култура кај што, например, старите или некои ќе речат дека ќатикот излегол од рајот, дека е нормално децата да се тепаат, така ќе станат паметни, така ќе бидат добри, послушни, дека тоа е нормално. Зависи колку ние чукаме на вратата од детето ако сакаме да влеземе кај него, значи колку ги почитуваме неговите граници, неговата личност. Затоа што детето, иако е дете и е немоćно во однос на родителот, тоа како такво си има свој интегритет и внатрешно тоа сака да му бидат почитувани границите. Меѓутоа, дали е секогаш така, тоа е друго прашање. Така. Класичните традиционални навики кои што владеат во одредено подневје имаат влијание врз начинот на кој што ќе се делува како родители, почнувајќи од самото раѓање или на малото детенце, па се до овој специфичен период, би рекле, тинеџерството. Ја напоменавме тука и го напоменавме промената на расположението како еден од важните фактори, објаснавте на адекватен, мислам, и интересен начин, на кој начин може би се манифестира тој зголемен степен на агресивност кај децата. Меѓутоа, во тој период е навистина особено важно како да се помогне на тоа дете, пред се од страна на самите родители, да му се овозможи тоа чувство дека е разбран, односно тоа е тоа чувство кое што на грижа и на љубов му е потребно токму на тинеџерот и да му се помогне да ги помине сите тие предизвици низ кои што минува нели и самиот. Значи вака, во тој однос родител-дете јасно е дека моќта има родителот во секој аспект. Во однос на детето родителот има моќ. И сега, како родителот ќе искористи таа моќ? Дали таа ќе биде позитивна моќ или таа моќ ќе биде злоупотребена без да родителот биде свесен за тоа?
зависи од самиот родител, односно колку тој е свесен како тој е воспитуван и одраснат дома, така ќе се рефлектира и врз своето дете, тој круг што си оди. Значи не може да биде поинако. Значи доколку тој однос на родителот е агресивен, со насилство, со неодобрување, со критики, со понижување, значи кај детето ќе се створи одбивност. Детето ќе почувствува дека од родителот не е доволно сакано, не е разбрано, дури може да се повлечи од себе, да почувствува и горчина према родителот и дури во подоцнешни години истата таа агресија што ја праќал родителот према детето, детето таа иста агресија да му ја врати назад. Значи родителот мора да биде многу едуциран. Значи таа едукација како ќе се одвива, дали тој ќе го има вродено или од своите родители научено, или самиот ќе наоѓа начини да се едуцира како да го воспитува детето, зависи од него, бидејќи воспитувањето е, значи, филозофија, умешност, мудрост. Не е тоа, значи, една лекција ќе се научат факти или нешто слично. Тоа е многу повеќе од тоа. Токму заради тоа родителите, за да не прават грешки према своите деца, мора да постапуваат пред све со многу љубов, значи со многу љубов и разбирање, треба да им биде водилка. Понатаму треба да се има знаење за работите, треба да се има дисциплина. Значи од детето треба да се бара дисциплина во извршување на работите, во тоа како се однесува детето, во тоа како се облекува детето, како се храни детето, со кого се дружи детето, кои се тие деца со кои се дружи, кои се нивните родители, како тие размислуваат, кои се нивните вредности, кои се нивните идеали, кон што тежне неговото дете, каде се движи. Значи детето мора да знае и да чувствува и во секој момент дека родителот е заинтересиран за него. Тоа на детето ќе му годи. Колку и да мислат родителите дека децата ги одбиваат, тоа не е точно. Секое дете кога ќе осети родителска грижа, тоа дете знае дека има помош, дека има заштита и дека има сигурност од родителот. Значи, тука можеме да разграничиме генерално три видови на еден однос или на еден пристап на родителот кон детето. Значи, тој е однос на крутост, кој што е лош однос, значи родителот е крут по секој поглед во однос на потребите, желбите, интересирањата на своето дете, што е крајно негативен. Субмисивен однос или незаинтересиран однос, значи на родителот не му поставува на детето никакви граници. Ниту што прави, ниту каде оди, ниту со кого оди, ниту дали учи, ниту кога се враќа, ниту што јадело, ниту дали јадело, незаинтересиран однос, што е крајно негативен однос. Не е тоа слобода, тоа е веќе анархија и тоа оди во воспитно занемарување на детето, што се одразува со многу... Тоа е исто како да ги немаш родителите. Имаш нешто, а немаш. Имаш тотална слобода, така тотална слобода, што е анархија, и има она позитивна дисциплина, кога на детето му се пружа љубов, разбирање, сочувство, меѓутоа и од него се бара, значи се бара она што викаме и учење, и работни обврски, и помагање дома, и разговарање за сите проблеми на детето. Детето мора да ќе се отвори према родителот и ќе проговори за себе и за своите чувства, емоции или проблеми или потреби, доколку кај родителот најде на разбирање. А детето тоа ќе го осети, значи инстинктивно тоа го чувствува. Ако детето чувствува дека кај родителот нема да најде на разбирање, тоа родителот ќе го лаже. Не му ја кажува вистината, затоа што знае дека ќе биде неразбрано, ќе биде казнето, ќе биде искритикувано, понижено и со самото тоа неговото чувство на самовредност се гасне. Не раснеме деца со самодоверба. Значи, всушност, посветеноста и меѓусебната доверба, тоа би бил еден од методите кои што, ето, индиректно ги посоветувавте до родителите, да. метод за правилно воспитување на тинеџерите од страна на нивните родители, исто така тој однос и важен или во образовниот систем, вас како педагози во училиштето со дечињата. И тука е веќе истата релација, барем во периодот што го минуваат во училиште.
Значи, училиштето во никој случај не може да се изземе од својата обврска што ја има према децата. Еден познат филозоф и психолог има истакнато дека учителите треба да бидат многу големи луѓе. И ако добро се размисли, треба да е вистина така. Значи, детето мора да гледа во учителот личност која што е вистински паметна, мудра. Значи, учителите и воопшто педагозите, психолозите во училиштата према децата треба да се однесуваат со максимална љубов пред се, знаење, дисциплина, разбирање на децата, сваќање, сочувство со децата, значи имам разни категории со деца, тие работи значи учителите мора да ги имаат. И детето да гледа во нив, кога сите тие особини тие би ги имале, би ги практикувале, детето тоа ќе го осети и ќе му возврати со голема почит. И сега од друга страна, па и многу други социјални, општествени, економски движења што се случуваат и ние не останавме имуни на сите нив, семејството не остана имуно, децата не останаа имуни. Значи, децата често покажуваат и бунтовност и непочитување према своите учители, према наставниците, што е од друга страна и доста лошо и тој однос се пореметува и не може да се влијае позитивно. Меѓутоа, унитарноста помеѓу родителите и членовите токму на образовниот систем мора да постои. Меѓусебната соработка и унапредувањето нели на заложбата кон тие деца со една иста цел, да изградиме една здрава нација од токму тие деца кои што во овој период веќе почнуваат да го градат своето понатамошен начин или на однесување. Меѓутоа, кога станува збор за родителската грижа, повторно би се вратиле во кругот на семејството што може би повеќе интересира, е моментот кога родителите мора да бидат согласни околу некои вредности кои што треба да се практикуваат или се поставуваат во смисол на однесување на нивното дете и треба да се пренесат на нивниот тинејџер, за да не дојде до забуна на детето додека расте, односно еднакво мислење на родителите, а не поделено. Тоа е исто така битен момент. Секако, значи родителите, прво самите родители мора да имаат одредени вредности и идеали, самите тие да ги поседуваат, за да може да ги пренесат на своите деца со својот личен пример. Инаку како? Значи мора тие да бидат јасни и недвосмислени што сакаат од своите деца, какви луѓе да направат, кон која вредност, дали ќе биде тоа, дали ќе се трудат децата да ги воспитаат како културни, учтиви, срдечни луѓе, љубезни, благородни, или има за цел или нема никаква цел. Значи или се има цел или се нема цел. Значи детето е слика на родителот, тука не може да се бега. И битно е родителите да имаат идеал кон што стремат и вредност. Значи тоа е многу одговорна функција. На крај, што си пожнел, што си посеал, тоа ќе жнееш. Кога ќе дојде оној период на пубертет, на бунтовништво, кога детето ќе зајакне, кога ќе почне да возреке со агресија или нешто слично, тогаш родителот треба да биде самокритичен и да се праша кај грешив јас, како јас се однесував со ова дете, како го воспитував. Дали со љубов, дали имав разбирање, дали го почитував, дали се чувствував, дали го предадов. Какви вредносни системи пробав да му вметнам, во смисла што е човечко, што е хумано, како треба да се грижиме прво за себе си, за своето тело, за своето здравје, понатаму и за другите во заедницата. Дека родителот мора да бара од детето да го научи да се сака да се почитува себе си, а тоа ќе го направи ако тој го сака и го почитува. А детето тоа ќе го свесно или несвесно, како мало нема да биде свесно, меѓутоа како поголемо ќе биде свесно. Тука родителската функција е многу голема и родителите треба да се едуцираат да бидат родители. Тоа е многу тешка функција. Така, комплексна, но сладка функција би рекле. Да. Меѓутоа, секој однесување, како што кажавме, овој самиот период манифестира одредени агресивни состојби на самиот тинејџер, нели, кои што сметаат во секој случај.
таа недисциплина тинеџерот мора да разбере дека како своја постапка е негативна и дека за секоја постапка треба да постои и одредена последица. Дали ќе ја наречеме казна, дали ќе ја наречеме разговор, меѓутоа границата во тој поглед треба да постои, нели? Секогаш треба да се укаже на негативното однесување, дали е тоа дома или ние како училиште, значи училиштето на секое негативно однесување реагира. Со разговор, со поука, значи даваме и педагошки мерки, ги викаме ние, или казни. Не се викаат казни, туку се викаат педагошки мерки. Зборот казна секогаш звучи грубо и во принцип казната не е таа што мотивира, мотивираете убавиот збор по фалбата. Сите сме на тоа научени. Обично има едно правилно што вели, ако кажеш една критика на детето, внимавај како ќе ја кажеш и после тоа треба да кажеш 5 пофални зборови за да ја ублажиш критиката, бидејќи критиката многу ја го уништува нивното чувство на самовредност. Сепак се тие кревки, сепак се тие во фаза на обликување и растење. Нивното его не е толку здраво и формирано. Нивната психа и нивното ментално здравје уште се формира и треба да се биде многу внимателен. Значи, неправилниот избор на зборови може да предизвика многу штетни последици. Значи, секогаш да е тоа правилно кажано. Меѓутоа, никој пат, како возрастни, било како просветни работници или како родители, постапка што не е во ред, не треба да ја одобриме. Меѓутоа, секогаш да се најде, значи, правилните зборови. Не да биде со лутина, со критика, со маловажување, со понижување, со физичка злоупотреба. Тоа еден ден, значи, ги вроди истото тоа и назад како бумеранг ќе се врати на родителот и затоа многу родители се збунети кога ќе дојде пубертетот и се љути. Зошто е детето вакво со мене, не разговара, не ми кажува тајни, не сака да му влезам во собата, не ме консултира за ништо, бега. Значи, не си ја заслужил довербата. Јас сум на страната на децата. Секако. Поголем дел од денот го поминувате со тие самата работа. Не си ја заслужил таа самодоверба. Обично има тука една анегдота со градинарот кој што одгледува цвеќа, ружи или било какви цвеќа. И сега тој вика, ако одгледам одредени видови цвеќиња и ако тие не се убави, јас не можам да кажам дека тие беа бунтовни, самоволни, агресивни, насилни и затоа не се убави. Не, туку не се правилно негувани. Затоа не излегува убави. Градинарот не ги негувал правилно. Значи, родителот не може да се вади со тоа. Децата му се во пубертет, има крупни телесни, органски, физиолошки промени, па ми е бунтовно, агресивно, насилно. Не. Што си правил ти додека дошол пубертетот? Значи, не може да се рачуна од раѓањето до 13 години дека ништо не се случувало, па сега детето си станало бунтовно. На крај не се сите тинеџери бунтовни. Така. Значи, има тинеџери што се многу воспитани, културни, учтиви, вредни, хумани. Токму тука сме со таа цел да разграничиме што представува конфликт, што манифестирање на авторитет, а што впрочем би требало да представува она оптимална средина на разбирање кога станува збор за релацијата родители и нивните деца, разбирање за сите тие физички промени кои што се случуваат и хормонски, нели, промени кои што се случуваат кај децата во тинеџерските години и на кој начин да се помине тој период доколку ете имало отстапки претходно, како што кажавте. Да. Па добро, сега може да има од икс причини отстапки во воспитувањето, некој пат од незнаење, некој пат погрешни совети сме добиле можда од постари, можеби од ете така, толку сме знаеле или умееле, можеби сме станале млади родители, па сме грешеле, се греши несвесно. Се поправа, значи никој пат не е касно да му се даде на детето љубов и разбирање. Токму тоа беше целта и нашата цел на емисијата е во таа насока, нели? Љубов, разбирање, поддршка и никој пат не се наодмети, никој пат не е касно да ги даде родителот на детето за да го придобие своето дете, детето да се отвори со него, да разговара, значи за шо и да е родителот
мора да биде спремен да му даде поддршка, зашто детето моли за неговата поддршка. Та родителско, тој однос, таа поврзаност меѓу детето и родителот е многу силна. Значи, тука станува збор за крвна врска и децата секој пат ја бараат помошта на родителот. Детето сака родител да му биде грб, ослонуваш, значи секој пат да рачуна дека може да се подпре на него, дури и единица да добие, дури не знам, да скршил нешто на школу, дури кај соседите да направил некоја белја. Пак е до умешноста на родителот како тој ќе го свати. Меѓутоа, секојаш родител да се праша кај грешам јас, дали минувам доволно време со детето, дали му посветувам доволно внимание, дали вистински разговарам, дали вистински се интересирам за детето. И дали вистински се вложуваме. Да. Дојдовме веќе до периодот кога до некаде кажавме за последиците заради причините кои што претходно се манифестирале од страна на родителите врз нивните деца. Сега веќе периодот на тинеџерство, токму до тој момент фазата на нашиот разговор сме дојдени, во продолжение веќе ќе дадеме одредени методи на комуникација и на ублажување на сите тие, би рекле, не пореметени, туку видоизменети, би рекле, односи помеѓу родителите и нивните деца. Ќе ги одмориме, Дијана, нашите гледачи тука. Наш денешен гостин Дијана Јуловска, педагог во Основното училиште Христо Узунов. Зборуваме за можеби најинтересната тема за нас како родители, периодот на тинеџерство за нашите деца, односно конфликтот помеѓу генерациите родители и деца. Во продолжение ве оставаме да се одморите малку со прилогот од нашите генерални спонзори, стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Овој пат ни спремија прилог за една специфична појава која што можеби не е честа, но не постои временска детерминанта на која што би се јавило, односно познатото шкрипење на заби, што представува, на кој начин се лекува, би рекле. Ќе слушнеме од прилогот од стоматолошки центар Доктор Батковски, виднаш потоа на кратко палетата на производи и овој пат за нас подготвени од Биокосмос, продавниците за здрава храна. Останете во продолжение со Медика Инфо Плюс. Бруксизмот представува стручен израз за прекумерно и форсирано стискање и триење на забите, кое што најчесто се појавува за време на спиење. Тоа е појава која што се појавува во денешно време доста често и кај повозрастните, меѓутоа и кај помладите, кај дечињата. Долго време се барале кои се причините за појава на ова, да речам, појава. На крај се дошло до заклучок дека стресот, напнатиот живот, нервозата се едни од главните причини за појава на ова, да ја наречам, болест или ова триење и абење на забите. Бројот на ваквите пациенти е се поголем и поголем во последниве неколку години. Не викам дека порано го немало, меѓутоа во последниве неколку години бројот е драстично зголемен и многу загрижува и фактот што добиваме анамнестички податоци и од родители за нивните деца. Значи во спиење ги приметуваат како децата ги чкртаат, ги стискаат запчињата. Дијагностицирањето оди многу, да речам, лесно. Од кој аспект лесно? Пациентите кои што доаѓаат во нашата ординација обично доаѓаат и се жалат на чести главоболки, болка во зглобот, болка во уво, кои што многу често се јавуваат, да речам, во утринските часови откако ќе станат од спиење. Многу често, значи, сето тоа им предизвикува немир, нервоза. Тоа представува еден прв патоказ кој што нас ни укажува дека имаме појава на бруксизам или триење и чкртање на забите. Кога пациентите ќе седнат кај нас на столица и кога ќе видиме нивната фактичка ситуација, веднаш можеме да забележиме дека станува збор за оваа појава бруксизам. А како го откриваме тоа? Значи, на оклузалните, джвакалните површини на забите ја нема она нормална морфологија која што би требало да ја имаат забите. Значи, имаме рамни површини. Сето она што се јавува како испакнатинка, вдлабнатинка, веќе се губи контурата на забот. Поводенички камења се заби. Така, да, значи имаме појава на излижани заби,
кај голем дел од нив може да се запримети, да се забележи на некои места дека имаме и фрактурирани, откршени делови од забите, бидејќи силата која што се развива при триење на заби е дупло поголема од силата која што ја дава темпоромандибуларниот зглоб при џвакање кога џвакаме храна. Ако силата, например, при џвакање и мелење на храната изнесува 175 килограми на сантиметар квадратен, кога имаме бруксизам, значи во ноќните часови, силата е и до 300 килограми на сантиметар квадратен. Зошто храната при џвакањето го ублажува тоа триење на забите, действува како бариера. Меѓутоа навечер немаме храна, имаме само триење, да речем, измеѓу забите, без бариера, и тогаш силата е многу поголема. Доколку не се третира ваквата појава, бруксизмот е многу сериозен проблем, зашто настануваат многу големи промени, не само на самите заби, од аспект на промена на морфологијата, кршење, фрактурирање на делови од забите, настанува промена на непцето, на гингивата, со тек на време од тој голем притисок што се чувства, што се трпи, непцето почнува да се повлекува, настанува промена на самиот подпорен апарат на забот. Што значи тоа? Кога постојано имаме некоја јака сила која што делува на самиот заб, настанува попуштање, да речем, на овие влакненца кои што го држат забчето во самата забна коска. Исто така настануваат големи промени и во темпоромандибуларниот зглоб, зошто со самото излижување на забите, значи се настанува промена во зглобот и намалување на долната третинка на лицето, да речем, се намалува загризот, висината на загризот, тоа често пати се одразува на зглобот, сите тие промени на темпоромандибуларниот зглоб доведуваат и до болка во увото, јаки главоболки, така да пожелно е оваа болест да се третира уште од самиот почеток. Доколку болеста се открие на самиот почеток, да речем, се откријат тие некои фасетки кои што нас ни укажуваат дека забчињата се излижани, забите ја немаат онаа морфологија, во нашата ординација ние изработуваме силиконски заштитници кои што пациентите ги носат за време на спиење, кои што ја ублажуваат таа сила, значи не дозволуваат забите еден на еден да се тријат и да се губи од забната субстанција. Меѓутоа, доколку имаме поголемо оштетување на забите и доколку веќе осетиме дека имаме и промена на темпоромандибуларниот зглоб, која што дополнително допринесува до појава на болка во главоболки, пожелно е да се направи протетска изработка, односно оштетените заби да се заштитат, да се покријат со протетски изработки, тоа се мостови, коронки, за да го вратиме зглобот во неговата нормална положба. Пациентите и после тоа се постојано доаѓаат кај нас, да ги следиме доколку видиме дека настанува повторно некоја промена и на тие протетски изработки. Исто така се изработува заштитник кој што пациентите си го носат навечер. Поздрав до гледачите на ТВ телевизија, поздрав до сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за здравиот начин на живење, здравата исхрана вклучително, и емисијата Медика Инфо Плюс со колешката Ирена Трајковска. Ние ќе помогнеме малку повеќе, барем кога станува збор за здравата храна, се наоѓаме во светот на здравата храна тука во нашиот град, продавницата на Биокосмос. И овој пат нашата соговорничка Христина ќе ни каже нешто повеќе за растителните протеински напитоци во прав, кои што сами можете да си ги подготвувате, кои све видови на вакви прашкасти, би рекол, растителни протеини можете токму во Биокосмос да најдете. Тоа ќе ни открие Христина и за нивните својства и сите оние информации кои што ви се потребни. Да и посакаме едно добре дојде во Инфомедика Плюс, мислам дека убаво ги најави.
Добре, да. Што се може да најде, барем кога Да. станува збор за растителните протеински тие напитоци кои што се во прав, потоа може да се ги подготвуваат дома. Да, добре дојдовте во Биокосмос повторно. Ќе ги најавам како воглавно, пошто се тие растителни протеини, која е предноста за разлика од животинскиот протеин или да кажам или не предноста, меѓутоа она што е карактеристично за растителните протеини е тоа што може да ги консумираат оние лица кои имаат проблеми со млечни производи, кои имаат, да речам, некој вид алергија пројавуваат при млечни производи, не може да ги користат протеини кои се А некои што исто не се толерантни на лактоза. Да, токму заради нив и се направени овие, меѓутоа имаат и плюс својства кои се за организмот баш позитивни и придобиваат за добар имунитетски развој. Така. Ќе почнам од оризовиот протеин, од проста причина што еде на исто ниво како козјата сурутка, 80% протеини има. И она што е разлика од козјата сурутка и оризовиот протеин е можда само одредени аминокиселини кои не се во оризовиот. Меѓутоа, многу е битно што оризовиот пак го има најбитниот протеин, аминокиселина, тоа е леуцинот, кој всушност го прави прави синтеза на протеинот и ги носи од дигестивниот систем, го носи до мускулите или до ткивата и така натака. Кај што е потребен протеин. Да. Што треба. Значи тоа е доста битен аминокиселина која има самиот протеин и е исто така во позитивно, да кажам, и не е битно затоа што одредени аминокиселини не се во тој протеин. Меѓутоа е доста битно од тоа што ретко кои луѓе се интолерантни на ориз. Односно, оризот е еден од најблагите, да кажам, кои се може да се разложат во цревата, благ за желудникот, да не ствара некако проблем. Алергиски реакции, проблеми, воопшто секаков проблем да не. Да. И затоа и всушност кај младите деца, кај бебината се започнува токму со оризот. Затоа што е ефикасен и добро се абсорбира, најлесен. Да. Народски кажано. Да. И затоа има таа предност која кај одредени лица си имаат проблем. Меѓутоа и е добра, лесен во додатоци како други, да речам, можда протеинска храна да се додаде како плюс појачување. Така. Може да се меша во смути, може да се додава во секаков вид храна, може да се готви со него, значи воопшто ниту тој ниту другите растителни протеини не го губат протеинот кога се готви со нив. Така. Доста има сега како популарно е протеински, прават колачи, протеински шејкој, така да со само додавање на тој прав како еден вид брашно, си го прават колачот да е протеински. За оние што вежбаат, за оние што сакаат засилена исхрана што им е потребно. Да. Потоа тука е протеинот од тиква, кој има Тоа е многу интересно, од семки од тиква всушност. Да, од семки од тиква и е многу карактеристичен не само заради тоа што има протеин, него затоа што ги има омега 3 и омега 6 масните киселини, кои како пропорционално мора да се земаат заедно во организмот, не одделно како омега 3 или само омега 6. Значи омега 3 и омега 6 Ако земете омега 3, мора да земете омега 6. Да, затоа што всушност тие масни киселини го развиваат клетките во организмот, а и го хранат мозокот, што е многу битно. Така, ова би било супер за оние луѓе кои што имаат срцеви болести. Да, срцеви болести, проблеми со шеќер може да се конзумира тоа, затоа што го регулира инсулинот која се зема и може да доведе всушност и доведува и до ситост и не бара организмот да се јади благо. Супер. Дури тоа е на некој начин можете да се и на режим и за слабење може, да. Килограм. Да, точно така. Сега исто карактеристично за храна за мозокот е тоа што самиот мозок е составен од 6% масти, од кои 10% омега 3 и 10% омега 6. Затоа е многу битно да се земат овие масти заедно, да не се одделат. Значи тоа е за оние луѓе кои што се занимаваат со ментална активност би било супер. Да. Протеините се всушност и поќе како зајакнување на самиот, затоа што протеинот во организмот после водата е втора супстанција од која што ја имаме во телото. Така. Потоа да кажам нешто од вас три збора за чија семето, кој е протеин, изолиран протеин. Тој има 35% протеин во себе, меѓутоа е карактеристичен тоа што е голем антиоксидант. Самото семе е голем антиоксидант и на спортистите или на оние што се со активна работа им е потребно баш чистење од токсините и е доста популарен и еден од, иако имаат помалце протеини, на порталите нонстоп како на прво место
протеин. Заради антиоксидантите, Да, значи голем тогаш и луѓе кои што се на терапии долготрајни хронични болни. Да, самата чија, меѓутоа вака како протеин е позгодна и за конзумирање и за побрзо се абсорбира, претпоставувам. Да. И ова од грашак ми е интересно. Грашакот не е нов, моментално најнов протеин, кој е доста популарен не само за да кажам за возрастните кои сакаат да ги зголемат протеините или имаат потреба од протеински внес, туку и кај децата, нарочито кај деца кои не конзумираат месо, не конзумираат месни производи. Не сакаат грашакот да го гледаат во или грашакот, да, може да му се става во јогурче или во некој кисела, може во портокал. Најчесто го кажувам во јогурт или во портокал или лимонада, затоа што тој содржи во себе лизин. Тоа е аминокиселина која всушност го абсорбира калциумот. Освен што го абсорбира калциумот, доведува и до формирање на колагенот. Колагенот е многу битен за сврзното ткиво да се развие како што треба, односно и воопшто за кожата, за косата, затоа што протеинот воглавно ги формира тие аминокиселините, ги формираат тие работи како кожа, коса. Значи за самиот раст и развој. Да, за самиот раст и развој и затоа е добар и кај децата. Протеинот содржи исто така од грашок 30% железо, што е карактеристика за него и е доста добар затоа што може да дневно со една порција, во една порција може да се задоволи железото во организмот кај човекот. Доста е интересен тоа што и тој како и другите може да се готви со него, значи не се губи протеинската, термички не може да се изгуби протеинот кој си го содржи. Во една лажица тој содржи 9 грама протеин. Така да со 3 пати дозирање може да се надокнади тој процент, да речем, на протеин кој е доволен. Во зависност секако индивидуално од организмот колкава му е потребата. Добро, индивидуално, меѓутоа на сите воопшто протеинот се троши со самото работа на организмите и на метаболизмот, затоа е потребно дури со мирување се троши протеинот. Абсолютно. И затоа е подобро да се конзумира, да знаеме дека сигурно сме го потребиле, затоа што секој си има своја активност, дури и домашна активност, ако е обична активност, е активност и е потребно да се примат одреден протеин. Така, Христина, ти благодарам. Ова, почитувани гледачи, беше се за растителните протеини и без разлика дали вие ќе се одлучите за животинските или за растителните. Биокосмос е местото каде што можете да ги најдете. Ви посакувам пријатен ден и секако остатокот од Инфомедика плюс емисијата. После кратката пауза се враќаме повторно со разговорот во нашето студио со Дијана Јуловска, педагог. Дијана, објаснавме кои се спецификите и промените кои што настануваат во периодот наречен тинеџерство. Тука е пубертетот кој што со своите сами посебен или промени на организмот на самото дете донесуваат и специфики во нивното однесување. Тоа е можеби моментот што загрижува еден родител, меѓутоа најважно од се на кој начин да му се помогне и на родителот, како што кажавме, и на детето за што побезболно и поефикасно да се помине тој период, за да се изгради во една здрава и сигурна личност врз која што ќе се темели сигурна иднина. Какви методи вие како стручно лице препорачувате на кои што од слободна пракса, ете би рекле, убаво реагираат токму тинеџерите, кои се ефикасни за да му се помогне во врска со предизвиците со кои што се соочуваат во тој период на животот? Значи, тинеџерите во тој период од животот повеќе се приклонуваат кон врсниците и познаниците. Значи, тие им се подраги, помили, многу ми е поважно нивното мислење отколку мислењето на родителите и на возрастните, бидејќи тој период е таков кога децата веќе почнуваат да градат статус, позиција во општеството, интегритет, се уваат најразлични чувства и чувства на љубов према спротивниот пол,
Токму заради тоа тие се повеќе поврзани со врсниците и врсничкото мислење е многу поважно. Меѓутоа, сепак недоволно оформети да бидат сами своји и без контрола. Ние како метод најчесто го применуваме, значи, разговорот во воспитно-образовните установи. Сепак сме ние воспитно-образовна установа. Значи, тука многу треба да се познава самата методологија на водење на разговор. Што е целта на разговорот? Колку тој разговор ќе придонесе детето вистински да се опушти и вистински да го каже својот проблем или она што го мачи. Значи, некои деца се отварат, некои се премногу затворени и не се отварат. Значи, сепак е двострано. Истото се однесува и за родителот. Значи, родителот може да допре до детето, може и да не допре до детето. Може да сака да разговара, детето да не сака да разговара. Бидејќи не се изградиле односи на взаемна доверба. Тука треба, значи, голема способност, голема вештина да се придобие довербата на детето. Тоа не е така едноставно. Детето мора да осети дали, значи, ќе биде тоа класниот раководител, дали ќе биде некој наставник, педагог, психолог, родителот, мајката или таткото, секој дете зависно се врзува за некој родител, мора од другата страна да осети бескрајна доверба за да биде искрено. Доколку нема искрено, значи нема ниту вистинско решавање на работите. А искреноста како ќе се добие? Пак ако се приде со љубов, ако се приде со разбирање, со сочувство, тие се методите. Методот на комуникација е најважен, може би рекле. Правилната комуникација. Не може комуникација која што се заснива на агресивност, на насилство, на критика, на омаловажување, на понижување, никој пат нема да вроди никаков плод. Апсолутно. Може би го нареклете тоа метод на дисциплина, меѓутоа сепак доколку постои таков метод на дисциплина, манифестирање на авторитет на родителот кон неговото дете, треба да постои, јас би рекла, и она спротивна страна на одмереност, односно доколку има казна за одредена причина, треба да има и награда за некоја последица. Тоа е можеби метод кој што би ги стимулирал. Дисциплината ја спомнавте, значи дисциплината и претходно ја спомнав во еден контекст, значи секој родител кој што го сака своето дете ќе бара од него дисциплина. Таму кај што нема дисциплина има хаос. Значи што може во животот да се постигне без дисциплина? Значи ништо не може да се постигне без дисциплина. Ниту здравјето да се сочува, ниту да се заврши соодветно образование, ниту да се има, значи, успех во животот, успех кој што ќе биде нормален и реален успех. Значи се базира на дисциплина. И родител што го сака своето дете, од своето дете ќе бара дисциплина. Дисциплината е и љубов. Значи не може да биде таа изземена. Меѓутоа зборуваме, значи, за здрава дисциплина, за здрав однос, за здраво поставување на граници. Значи мора да се поставуваат граници, мора родителот да му постави граници на детето, а мора и родителот да ги почитува границите на детето и некои негови желби и барања. Меѓутоа тука треба да престанат караниците, туку да се почне со преговори, би рекле, со детето. Па со преговори може родителот да биде во секој случај возрасен, дури ако некои знаења ги нема и познавања, може и да дојде до нив, да се потруди да дојде или ќе праша соодветно стручно лице, или ќе консултира на литература. Денес исто на интернетот може да се најде се и се што, значи, ако не знае, може да се потруди да научи како ќе допре до тоа детско срце, да кажам. Така. А од друга страна пак некои родители сметаат дека се добри со тоа што не прават никаква контрола врз детето. Значи, не му егале кога се вратило детето дома, дали напишало домашна, што јадело и како пиело, со кое друштво се дружи. И тоа е крајно негативно. Веќе тука за воспитна занемареност, а не зборуваме за родител кој што е демократски, значи авторитет. Спомнувате, самиот родител е авторитет за детето и тоа не може да не биде. Зашто
едноставно тој ја има моќта врз тоа дете, меѓутоа таа моќ треба да биде моќ која што родителот ќе ја изрази со љубов, со помош на детето. Било каква помош. Нека седне да пишува домашни со него, нека прави нешто, нека игра заедно со него или било што. Исто така особена на ова возраст е помошта на родителите кога станува збор за подобрување на успехот во училиште, како што кажавте, да се потекне тоа дете да има позитивен однос кон учењето како една димензија на која што ќе се насочи и да му се укаже на тоа доколку постои одбивност дека и учењето може да биде забавно кога се работи заедно. Повторно тука е вклучен моментот на блискост, разбирање, љубов и толеранција. Да. Во секој случај детето што постигнува помал успех во учењето, доколку родителот би се вклучил во процесот на учење, почесто доаѓа на школа, се консултира со предметните наставници, со директор, со педагог, психолог, детето види дека родителот на вистински е заинтересиран за него. Тоа позитивно влијае кај самото дете, да го мотивира повеќе. Да седне со него, ќе учиме заедно, тој ќе му дојде како игра, како поддршка. Значи не може детето да осети дека ама баш му е гајле за родителот или ставот на родителот да му е. Не мора да учиш, која потреба од учење, еве денес не значи ништо факултетот, не значи ништо образованието. Може и без образование, значи на крај краишта без све се може, меѓутоа ставот не може да биде таков, затоа што целокупниот живот представува процес на учење и дека тука не станува само процес, учењето не е само процес на учење, тоа е процес на социализација, градење на работни навики, потикнување на внатрешната мотивација, подобриот успех на училиште кај детето раѓа поголемо чувство на самовредност и самодоверба. Значи, родителот мора да му изгради на детето чувство на самовредност. И тој е за тоа најмногу одговорен. Значи, најголемата цел може би е тоа да се одгледа тинеџер со самодоверба и со цврстина, да се потикне дека чувството на неуспех може би не представува во тие моменти уназадување или хендикеп, туку напротив стремеж да бидат паметни, да продолжат понатака во обидите како да се надмине тој кризен период со помош на родителите, како прва инстанца или понатака веќе вие како стручни лица кои што исто така помагате во тие ситуации. Да, секако, значи мотивационо. Училиштето континуирано, значи мотивационо си да работи тоа со децата кои што се слабо мотивирани и со разговори со деца, и со разговори со родители, и со методи на потикнување различни. Меѓутоа, моменталниот неуспех не значи дека треба да биде и континуиран неуспех. Ако во некој момент не се постигнал успех во учењето или во било што, не е тоа трајна состојба, таа состојба може да се промени. Некој пати најмалиот успех на детето треба да се потикне, да се пофали за да тоа постигне поголем успех. Напротив, она осуда не те бива за ништо, не знаеш ништо од тебе, ништо не бидува, значи тоа е уште подеструктивно за самото дете, во никој случај не е мотивирачки. Така, како што кажавте, постојат повеќе типови на однесување на тинеџерите, односно не би сакала да речам лоши и добри, меѓутоа ете некои кои што по своеволно однесување манифестираат и оние кои што можеби исто како и претходно однесување продолжуваат да манифестираат. Сигурно дека родителите на првата група на побунтовни тинеџери би рекла се можеби позагрижени. Како да се помогне на тие родители кои што сметаат дека се под стрес заради овој период на нивното дете, како да му се помогне на тие родители да сватат дека едноставно одгледувањето на тинеџери не е така тешко како што во тие моменти изгледа од таа перспектива. Да. Сепак е период кој што поминува, значи од неколку години. Можат родителите да бидат обесхрабрени поради таквото однесување и често да се обраќаат во училиште, дури да посетуваат и ние имаме, значи, во програмски на континуирано советување на родители, на деца кои што ете така со своето однесување отстапуваат,
покажуваат бунтовничко, антисоцијално, асоцијално однесување или слаб успех во учењето. Имаме групни советувања и поединечни советувања на тие родители, некои и само иницијативно доаѓаат на училиште, што за мене е посебно за поздрав, кога самиот ќе забележиш дека имаш проблем, па доаѓаш. Меѓутоа, тоа пак се прави поретко. Обично, пак ќе речам, тоа си е манифестација. Родителот како што бил одгледуван дома, така ќе го одгледува своето дете. Треба, значи, голема свесност, големо ниво на свесност и голема едукација за да тој се промени. Меѓутоа, доколку сите овие чекори кои што кажавме, претходни методи кои што ги кажавте и директно низ претходните одговори, како методи за остварување на поминување на овој период од животот на едно дете, би рекле доколку се тешки и неуспешни од страна гледано на едниот родител, секогаш може да побараат понатамошна помош, како што кажавте, постојат советувањата во склоп на вашите училишта, расположиви ресурси кои што се на страната за поддршка на родителите. Видите, општеството како организиран систем дава можности со своите вработени кадри на таа помош на родители. И една од програмските задачи на училиштата представува едукација на родителите, значи дали ќе биде индивидуална, групна, целна група на родители и слично. И тие сега колку родителите ќе си ги користат тие можности, сите ние имаме можности, сега колку ги користиме пак зависи и од нас. Значи, чисто некои родители се срамат, се плашат или може би си мислат дека е тоа нормално. Значи, секогаш, јас верам дека не се сите деца во пубертет исти. Значи, постои бунтовништво, постои агресија, огорченост, повлеченост, насилство, кај деца во пубертет, меѓутоа тоа им е како бумеранг на тоа што родителите му го правеле на детето додека дошло до пубертетот. И сега дошол пубертетот, детето ојакнало малку, зело сила и тоа му го враќа на родителот. И родителот е затекнат. Чекај, јас бев строг, јас викав, јас тепав и слично, ама мене детево не ме слуша. Меѓутоа, никогаш не е доцна да се манифестира никој пат не е доцна. Единствениот успешен метод, би рекле. Ако родителот си направи осврт, чекај, како ме воспитуваа мене, што има родители, например, се фалат со тоа. Порано како беше, ме тепаја, дури ке кажуваат и методи на кои што биле тепани од страната на родителите, се какви казни биле спроведувани врз нив, па ете сега тие се добри граѓани, а од друга страна исто тоа насилство му го враќаат на децата. Така. Но сепак мораме да кажеме дека доколку постои желба, а желба кога станува збор за нашите деца, никогаш не треба да изостанува, да се помогне нели на самиот тинеџер побезболно да ги помине сите тие пред се физички, потоа и промени во однесувањето, да се свати тој период од животот како една фаза која што доведува до нов степен на поинаков живот, веќе на одмереност и возрастност, или самите родители да го поминат сето тоа заедно со своите деца во разбирање и љубов, како што кажав. Да, секако. Значи, во времето од пубертетот родителите треба да бидат присутни во животот на детето, постојано. Значи, ако се децата свртени, како што кажав, према врсниците или своите познаници, децата му требаат на родителите. Или обратно, потребни им се родителите на децата, тоа секогаш да го знаат. Значи, треба да бидат присутни во нивниот живот, да имаат разбирање за нив, да му пристапуваат со сочувство, со разбирање, со љубов, со грижливост. Значи, за се отворено да се разговара, да се пронаоѓаат заеднички решенија. Детето тоа знае да го цени и сето тоа ќе вроди во успех. Нема потреба тие да се раздвоат децата и родителите во периодот на пубертетот, затоа што физички се помалку зависни од родителите, отколку како кога биле малечки деца. Може би физички не мора да бидат толку присутни, меѓутоа може да биде присутно
на поинаков начин, со поинаква грижливост, со поинаква заинтересираност, што си ги носи самиот период на пубертет и детето, тој ќе го почувствува и неговата сигурност ќе биде поголема и во однос на врсниците и во однос на околината, заедницата. А цела филозофија е во тоа кај детето родителот да наметне, пак ќе речем, она чувство на самовредност, чувство на самодоверба, на љубезност према себе. Значи мора да се биде љубезен и човекот и да се сака себе си, да се почитува себе си, за да може да ги сака, почитува и другите и да биде љубезен према другите. Значи не може поинаку. Не е точно дека некој може да почитува и да сака некој друг, а да не се сака и да не се почитува себе си. А тие чувства кај детето несомнено му ги дава родителот. Тоа е една силна врска што постои меѓу деца и родители, што никој не може да ја порекне. Значи, ако таа врска се изгради, детето понатаму со врстници, со наставници, со околина и утредени на факултети, која ќе се вработи, поаѓајќи од сопственото чувство на самовредност, од сопственото самореспект и од сопствената љубезност према себе си, истото ќе го манифестира и према другите луѓе. И веќе одиме во еден процес на создавање на здрава популација, психички, физички, ментално здрава популација, која што е насочена со активно, свесно, позитивно делување во околината и во заедницата пошироко. Зашто тоа е целта, да се создаваат здрави луѓе, не само во психичка, туку во она, да речам, психолошка или ментална слика што си ја имаат децата за себе. Значи, зборуваме се пак за здрави генерации на луѓе. Комплетно здрави генерации на луѓе, а тоа го има само во здрави односи. Здрави односи кои што почнуваат во семејството од најрани години, треба да продолжат и во училиштето. Значи, детето кој ќе појде на училиште не значи дека е одвоено од семејството, тоа е сега, тоа е заедно оди. Дури ако се види родителот дека во училиштето нешто не чини, треба да реагира. Значи, никој не сме идеални. Исто како што училиштето треба да реагира ако види дека во семејството има агресивност, има насилство и слично. Насилството раѓа насилство. Насилството не може да роди љубов. Само љубовта ќе изроди љубов. Толку многу реплики останаа во мене после овој наш разговор кој што денеска го имавте на апсолутно едноставен и близок начин, би рекла, поставувајќи се, како што кажавте, на страната од децата, меѓутоа апсолутно срдечно објаснувајќи за родителите, се поставивте во овој наш денешен разговор. Не знам дали се должи на одликата на карактерот кој што го поседувате, таа смиреност или лежерност при одговорите, или можеби дел од манифестација на самата професија која што работите како педагог и треба да изгледате како смирена, одмерена личност на која што се верува, меѓутоа имаме позитивно чувство после овој наш денешен разговор. И јас би рекла и како родител, и како слушател и водител на оваа емисија, се надевам и нашиот телевизиски аудиториум, кој што беше всушност и целна група, дали станува збор за родители или за нашите деца. И како што кажавме, доколку сите се стремиме кон една иднина, а децата се всушност нашата иднина, како што кажавте и дека она што го манифестираме, тоа ќе ни биде вратено, нека биде тоа љубов и одмереност, истиот благодат да го имаме понатака во иднина од нашите деца и понатамошните поколенија. Да, секако, јас се сложам. Значи, јас тука зборувам и од аспект како педагог и од аспект на родител. Значи, сите ние си ги согледуваме и своите добри страни и своите лоши страни. Значи, големината е да ги согледаме и да ги отстраниме. И повторно ќе кажам дека голема одговорност е на родителот, како се однесува и како го одгледува своето дете, и таа задача да ја свати премногу сериозно, затоа што навистина ние сме творци на општеството, на заедницата, и децата се светлината на општеството. Мојот однос е секој пат таков, значи и секој пат се трудам во професијата, никој пат да не го повишам гласот на детето, затоа што јас сум за него авторитет, јас постапувам со него од позиција на моќ, сепак сум јас моќ за тоа дете. Значи, јас дали ќе ја злоупотребам мојата моќ или ќе ја употребам позитивно, зависи од мене.
Значи, ако јас сум предизвикала чувство на страв кај детето, тоа е за мене, не знам, може би професионално самоубиство. Во буквална смисла на зборот. Децата во училиштето треба да се чувствуваат, значи, сакани, разбрани, почитувани, како што ние како возрастни, значи ние како возрастни имаме природна темелна потреба да бидеме почитувани од другите, да бидеме признати. А зошто децата не би сакале да бидат почитувани, признати, сватени, разбрани? Јас би го кажала тука плусот кој што го имате како професионална доблест, за да бидете на тоа ниво, на тој пиедестал и пред вашите деца како мајка, како што кажавте, и пред тие дечина кои што ги водите нели во основното училиште Христо Узунов како дел од воспитно-образовниот систем тука и како инстанцата педагог. Задоволство ми беше што го водевме овој разговор токму на овој начин на кој што го манифестиравме пред нашите гледачи и се надевам дека оваа неисцрпна тема, оваа би рекле можеби интересна и специфична ситуација, конфликтот меѓу генерации на тинејџерски години ја насловив нашата емисија, но со цел да докажеме дека тоа не е конфликт, тоа е на нормална фаза, меѓутоа зависи индивидуално на кој начин ќе биде перцепирана и на кој начин ќе бидеме осврнати за да ја поминеме сите индивидуално. Јас мислам дека со нашиот разговор, кој што беше прекрасен, така и во опуштена и пријатна атмосфера, допревме до нечии срца, можеби нечии ставови ќе промениме и ќе повлијаеме. Мислам дека и тоа би требало да биде и целта на емисијава, секој пат да предизвикаме позитивни промени кај луѓето. Токму тоа е онај Медика Инфо плюс сегментот кој што го додаваме секогаш покрај здравствената компонента. Обично зборуваме за одредени заболувања, меѓутоа и воспитно-образовниот сегмент е исто така дел од менталното здравје на нашите деца. А кога станува збор за нашите деца, се е интересно и корисно. Затоа ви благодарам на издвоеното време да бидете дел од нашата денешна емисија. Благодарам и јас. Благодарности до вас, драги мои, што бевте дел од денешната Медика Инфо Плюс, во која што гостинка ни беше Дијана Јуловска, педагог од Основното училиште Христо Узунов од Охрид. Зборувавме за периодот на тинеџерство, пубертет, конфликтот помеѓу генерациите, сите тие предизвици кои што ги носи само по себе овој период од животот на нашите деца, но благодата да имаме на кому да ја посветиме нашата љубов, грижа и внимание е она што е најважно и со таква мисла остануваме. Да ги сакаме нашите деца, да се трудиме да ги сватиме и да им помогнеме колку што можеме, а сето останато ќе се трудиме да го подобриме, усовршиме и научиме. Секој добро и пријатна вечер.